Почитуван заменик на председателот на владата, задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, господин Љупчо Николовски. Почитуван амбасадор на Швајцарија во Република Северна Македонија, Ваша екселенцијо, господја Сибил Сутер Техада. Почитуван градоначалник на општина Берово, господин Звонко Пекевски. Почитуван градоначалник на општина Пехчево, господин Драган Тренчевски. Почитуван генерален директор на јавното предпријатие Национални шуми, господја Јулијана Николова. Почитуван заменик директор на јавно предпријатие Национални шуми, господја Маре Басова. Почитуван директор на дирекцијата за заштита и спасување, господин Беким Максути. Почитувани представници од влада, почитувани советници, представници од амбасадата на Швајцарија во Република Северна Македонија, програмата за зачувување на природата, Фармахем, државни институции, почитувани присутни. Дозволете ми во име на општина Берово да ви посакам добре дојдовте на денешната свечена церемонија по повод промоција на противпожарна опрема за територијалната противпожарна единица во Берово и подружниците на јавното предпријатие Национални шуми во Берово и Пехчево за справување со шумски пожари. Ве замолувам за внимание, ке се интонира химната. На почетокот, дозволете ми да истакнам дека општина Берово и општина Пехчево во соработка со јавно предпријатие Национални шуми се носители и спроведувачи на првиот пилот регионален план за унапредување на шумите во Малешевскиот регион, кој е подготвен во рамки на програмата за зачувување на природата во Северна Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка SDC, координиран од Фармахем од Скопје. Регионалниот план за унапредување на шумите во Малешевскиот регион е развоен стратешки план кој е подготвен со партиципативен пристап, со чија помош се воспоставува основа за одржливо управување со шумите и шумското земјиште во регионот. Малешевскиот регион представува една природна целина која се истакнува со своето природно и културно богатство. Го поканувам заменик на председателот на влада, задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, господин Љупчо Николовски, да се обрати пред присутните. Благодарам, почитувана амбасадорка на Швајцарија во Република Северна Македонија, Ваша екселенцијо, господја Сибил Сутер Техада, почитуван градоначалник домаќин на општина Берово, господин Звонко Пекевски, почитуван градоначалник на општина Пехчево, господин Драган Тренчевски, почитувана директорке на јавното предпријатие Национални шуми, господја Јулијана Николова,
представници на оваа институција, советници во кабинетот на председателот на владата, почитуван директор на дирекцијата за заштита и спасување господин Беким Максути, почитувани присутни советници, представници на амбасадата на Швајцарија, представници на Фармахем, на државните институции и сите останати присутни. Чест ми е што денеска тука во Берово повторно сме за една убава работа, за нешто што е значено за оваа општина, но и за општината Пекчево и регионот. Први и пред се сакам да се извинам заради тоа што и да ги пренесам поздравите од председателот на владата. Денеска е вторник, има редовна седница на владата. Меѓутоа, тука сум заедно со сите вас да ги пренесам и честитките и поздравите и да се обратиме секако на овој значаен настан. Тоа е денешната донација за територијалната противпожарна единица на општина Берово, донација која што е од исклучителна важност за безбедноста на граѓаните, но и за заштита на нашето природно богатство шумите. Во овој контекст пред се сакам да изразам голема благодарност до амбасадата на Швајцарија, како и до Швајцарската агенција за развој и соработка, не само за овој, туку и за сите останати проекти, донации, за целиот фокус кој што го имат и во регионот и за целокупната соработка со владата, преку која што навистина правиме добри дела заедно со вас за граѓаните на целата наша земја. Во овој случај и за донацијата која што денеска имаме чест да ја промовираме, а тоа е донацијата за противпожарната единица овде во Берово и за поддржниците на јавното предпријатие Национални шуми во Берово и во Пекчево. Донацијата се спроведува како еден од приоритетите дадени во акцијскиот план на пилот регионалниот план за напредување на шумите во Лешевискиот регион, подготвен во рамки на програмата за зачувување на природата во Северна Македонија. Проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, а координиран од Фармахем од Скопје. Преку оваа донација и овој проект, територијалната противпожарна единица овде во Берово, а со тој во Пекчево, денеска добива 4 нови противпожарни возила, едно големо, 3 помали, како што се објаснати во самата спецификација, како што може тоа да го видиме, опрема за самите пожарникари, дрон, како и обуки за пожарникарите за управување со целокупната опрема. Преку неколку факти ќе појаснам зашто оваа донација е важна за целиот овој регион. Оваа противпожарна единица ја покрива територијата на општина Берово, но и на општина Пекчево, со околу 20.000 жители во 2 градски и 14 селски насели. Досега оваа единица располагаше со дотраена техничка опрема, дотраени средства за гасење на пожари и со возило од минатиот век. И затоа оваа гледка денеска, ова што денеска го промовираме, особено битно и е пример како треба да го напредуваме секторот и во останатите региони. Шумите во нашата земја, особено во овој регион, исто така се подложни на пожари, особено во текот на летото, и затоа е важно да имаме навремено мониторирање, превенирање и постапување во случај на критични настани кои што ги има. Не смееме да дозволиме познатиот Маришевски шумски венец да биде загрозен, ниту пак да биде загрозена безбедноста на граѓаните од овој регион. Затоа новите противпожарни возила, како и целокупната донација од нашите меѓународни поддржувачи се од исклучителна важност не само за екипираност на Беровската територијална противпожарна единица, туку и за безбедноста на граѓаните во урбаните и во руралните подрачја, како што е и намената самата опрема за пожарникарите и за заштитата на животната средина. Дополнително би потенцирал дека важна основа е улога во одржливото управување со шумите и шумското земјиште, има и регионалниот план за унапредување на шумите во овој регион, кој се заснова на 3 столба: економска вредност на шумите, биодиверзитетот и социјоекономските вредности. Почитувани, владата континуирано вложува во подобрување на условите за живот во секоја општина, во секој сегмент што е важен за секојдневниот живот во општината. Токму во тој правец, само во последниот период се донесува повеќе одлуки, а и денеска на владината седница е програмата ТАФ, каде што дополнително над 20
проекти значени за жителите и граѓаните од сите региони се одобруваат и ќе се спроведуваат во периодот што следи. И преку програмата за равномерен регионален развој, и преку програмите на Министерството за финансии, на Министерството за земјоделие, во секој еден поглед бевме фокусирани на што подобра инфраструктура, модернизација, подобри услови за живот на сите граѓани. Тоа е на врвот на приоритетите на оваа влада и тоа се ветувања кои што особено во овој регион во изминатиот период сме ги дали. Истовремено, високо на нашите приоритети, покрај другото, е заштитата и на природата, на нашето најголемо богатство кое што треба да го чуваме. Затоа, покрај програмите на владата, покрај буџетските средства, покрај сите елементи и сегменти преку кои што владата и централната власт ги поддржува проектите кои што се подготвени од локалните самоуправи, и може да потенцирам дека навистина во овој регион имаме локални самоуправи кои што се исклучително подготвени и со проекти, и со документација, и верувам дека ќе продолжиме во наредните години да спроведуваме се повеќе проекти кои што се значени за граѓаните. Меѓутоа и овие донации и овој тип на соработка со заедничко учество и поддршка на нашите значени меѓународни пријатели и поддржувачи во овој контекст и швајцарската амбасада се голема помош и поддршка за нас за исполнувањето на сите цели и за исполнувањето на програмата за работа на владата која што имаме пред се. За крај уште еднаш во името на председателот на владата Зоран Заев, во име на македонската влада, се заблагодарувам на амбасадата на Швајцарија, на Швајцарската агенција за развој и соработка, за целокупната поддршка што ја дават, како што подвлеков, не само за овој регион, туку за сите региони од државата и за сите проекти за кои што давате енергија, се вложувате и навистина се соживувате со нашите граѓани, со жителите од овие региони и давате несебична поддршка за нивна имплементација и реализација и верувам дека заеднички ќе продолжиме да ги реализираме нашите приоритети и да создаваме се подобар живот и услови за живот во овие средини, каде што нашата цел е да ги задржиме жителите и граѓаните, каде што нашата цел е да ги вратиме младите и да изградиме систем, но не само и институции, туку да изградиме и соодветни услови, каде што ќе ги убедиме и увериме младите во нашето национално македонско богатство и во условите за живот кои што може да ги имаат тука, дома, во нашата татковина. Уште еднаш благодарност од председателот на владата и од целокупната влада за вашиот несебичен придонес. На вработените во противпожарната единица овде во Берово им посакувам успешна и безбедна работа и се повеќе модернизација, опрема, вложување и во опремата, но вложување и обврска за градоначалниците да вложат и во човечкиот капитал и во сето она што е битно да се создадат услови за работа на противпожарната единица и на сите останати битни и круцијални институции во општината. Благодарам на вниманието и уште еднаш благодарам на честа што во име на председателот на владата имав прилика да ве поздравам и да навистина бидеме заедно во овој убав настанок во Берово. Благодарам. Ви благодарам, господине председател. Во изминатиот период, Швајцарија преку различни програми инвестираше во сериозни проекти кои имаат за цел подобрување на квалитетот на живење во регионот. Ја поканувам амбасадорката на Швајцарија во Република Северна Македонија, нејзината екселенција госпоѓа Сибил Сутер Техада да се обрати пред присутните. Ја поканувам госпоѓа Наташа Каламадевска за превод. Dear Vice Prime Minister Nikolovsky, dear Mrs. Vonko Pekevsky, Mayor of Berovo, dear Mr. Dragan Trenchovsky, Mayor of Pekčevo, dear Mr. Basova,
Deputy Director in the National Forest Public Utility, dear firefighters, dear citizens, media, ladies and gentlemen. Почитуван господин Николовски, вице-премиер, почитуван господин Звонко Пекевски, градоначалник на Берово, почитуван господин Драги Тренчевски, градоначалник на Пехчево, почитувана е господја Басова, заменик директор во јавното предпријатие Национални шуми, почитувани пожарникари, почитувани граѓани, медиуми, дами и господа. Switzerland has been supporting North Macedonia in the field of nature protection and conservation for many years. In the last 10 years, this support has been implemented through the Nature Conservation Program with the main focus on the Bregalnica region. Many pioneering activities have been launched and implemented in this region, and wonderful results have been achieved for which we are all proud of. Швајцарија ја поттржува Северна Македонија во областа на заштита и зачувување на природата веќе многу години. По последните 10 години оваа поддршка се спроведува преку програмата за зачувување на природата со главен фокус на регионот Брегалница. Многу пионерски активности се започнати и спроведени во овој регион и постигнати се прекрасни резултати за кои ние сите многу сме горди. One of those for the first time in the country activities was the preparation of the Regional Forest Development Plan for the Maleševo region, covering the territory of the municipalities Berovo and Pekčevo. This plan was developed following the rich Swiss experience in the regional forest management and through a fully participative procedure that involved participants from more than 15 institutions at central, regional and local level. Although not legally binding, this document was recognized as a document that offers high potential for development of the entire region, and it was officially adopted by both municipal councils of Berovo and Pekčevo. Една од активностите за повпад во земјата беше и подготовката на регионалниот план за развој на шумите за регионот Малешево, опфаќајќи територијата на општините Берово и Пекчево. Овој план кој беше изработен следејќи го достигнатото швајцарско искуство во регионалното управување со шуми и преку целосно партиципативна процедура во која што учествуваа учесници од повеќе од 15 институции на централно, регионално и локално ниво. Иако не е законски обврзувачки, овој документ беше признат како документ кој што нуди висок потенцијал за развој на целиот регион и тој беше усвоен од двата општински совета на Берово и на Пекчево. One of the priorities identified in the Regional Forest Development Plan was improvement of capacities of the municipalities and the public utility national forests for more efficient management of forest fires. In order to improve the current very poor and outdated technical capacities, the Swiss Agency for Development and Cooperation provided a full set of equipment that we can see in front of us. The equipment will be handed over to the Territorial Firefighting Unit in Berovo, which also protects the territory of Pekčevo. Additionally, the public utility forest National Forest Unit gets specialized vehicles adjusted for firefighting of forest fires. With this equipment and the provided training for the firefighters, we are confident that the citizens and environment will get on time and efficient protection from fires and damages of large-scale scope will be prevented in the future. Еден од приоритетите идентификувани во регионалниот план за развој на шумите беше подобрување на капацитетите на општините и на јавното предпријатие Национални шуми за поефикасно справување со шумските пожари. Со цел да се подобрат сегашните многу сиромашни и застарени технички капацитети, Швајцарската агенција за развој и соработка обезбеди целосен сет на опрема која што можеме да ја видиме пред нас. Опремата ќе биде предадена на територијалната противпожарна единица во Берово, која исто така ја штити територијата на Пекчево.
Дополнително, јавното предпријатие Национални шуми добива специјализирани возила прилагодени за гаснење на шумски пожари. Со оваа опрема и обезбедената обука за пожарникарите, уверени сме дека граѓаните и околината ќе добијат навремена и ефикасна заштита од пожари и штети од голем обем ќе бидат спречени во блиска иднина. It is important to note that it will be of utmost importance this equipment to be well maintained and kept by its owners in a fully operational state. Due to climate change, we can expect in the coming years that forest and landscape fires will happen more frequently, and the communities have to be better prepared and more resilient. The provided equipment will help the both municipalities and the public utility in their efforts to protect the natural capital, forest and its citizens. Важно е да се напомене дека ќе биде од многу голема важност оваа опрема да биде добро чувана и чувана од незините сопственици во целосно оперативна состојба. Поради климатските промени, можеме да очекуваме во наредната година да има пожари во шумите, во шумските предели, да се случуваат многу почесто и заедниците треба да бидат подобро подготвени и поотпорни. Обезбедената опрема ќе им помогне и на општините и на јавното предпријатие во нивните напори да го заштитат природниот капитал, шумите и секако незините граѓани. Switzerland will continue to support the Maleševo region with an ultimate goal to declare this region as a protected area, and in the same time to help the local people to benefit from the richness and the natural resources and their sustainable management of its use. Together with the authorities and people from the region, we will strive towards reaching these goals for the benefit of the citizens and the future generations. Швајцарија ќе продолжи да го поддржува регионот Малешево со крајна цел да го прогласи овој регион за заштитено подрачје, а во исто време да им помогне на локалното население да има корист од богатството на природни ресурси и нивното одржливо управување и употреба. Заедно со властите и луѓето од регионот ќе се стремиме кон постигнување на овие цели во корист на граѓаните и идните генерации. Благодарам. Ви благодарам, господја амбасадорке. Регионалниот план за унапредување на шумите во Малешевскиот регион за нас е водич со кој се утврдува идната насока за одржливото управување со шумите и шумските предели во регионот врз основа на трите столбови на одржливото управување со шумите, односно економска вредност на шумите, биодиверзитетот, зачувување на природата и социоекономските вредности. Го поканувам градоначалникот на општина Берово, господин Звонко Пекевски, да се обрати пред присутните. Почитуван заменик на председателот на владата на Република Северна Македонија за борба против корупцијата, одржлив развој и човечки ресурси, господин Љупчо Николовски. Почитувана амбасадорки на Швајцарија во Република Северна Македонија, Ваша ексцеленција, господја Сибил Сутер Техада. Почитуван градоначалник на општина Пешчево, господин Драган Тренчовски. Почитуван генерален директор на јавното предпријатие Македонски шуми, господја Јулијана Николова. Почитуван заменик директор на јавното предпријатие Национални шуми, господја Маре Басова. Почитуван директор на Дирекцијата за заштита и спасување, господин Беким Максути. Почитувани представници од владата, представници од проектната единица. Почитувани советници, почитувани представници од амбасадата на Швајцарија во Република Северна Македонија. Почитувани представници од програмата за зачувување на природата, представници од Фармахем, почитувани пожарникари, представници од институциите, почитувани присутни. Дозволете ми да ви посакам добре дојде на денешната свеченост по повод промоцијата на противпожарната опрема во територијалната противпожарна единица во Берово и Пехчево, како и подружниците на јавното предпријатие Национални шуми
во Берово и Пешчево за справување со шумските пожари и пријатен престој во Берово. Во овој момент сакам да упатам благодарност до сите кои дадоа поддршка за успешна реализација на овој проект, кој што се реализира преку програмата за зачувување на природата, пред се на амбасадата на Швајцарија, за континуираната поддршка која што ја даваат со цел развивање на Малишевскиот регион, особено за општина Берово, како најголем донатор на капиталните проекти во сферата на пречистувањето на отпадните води, водоснабдителните системи и одржлив развој на туризмот, на представниците од програмата за зачувување на природата, представниците од Министерството за животна средина и просторно планирање, на представниците од Фармахем и на сите кои дадоа свој придонес за успешна реализација на овој проект. За нас особена важност е што една од приоритетните мерки од регионалниот план за унапредување на шумите во Малишевскиот регион, кој во следниот период ќе придонесе за одржливо користење на шумите во Малишевијата, преку заедничка соработа на општините Берово и Пешчево и јавното претпријатие Национални шуми, како и со активно учество на сите засегнати страни. Особено радува фактот што со овој проект се опремува територијалната противпожарна единица со нова опрема и се унапредува работата за мониторинг и ефикасно справување со шумски пожари, што секако ќе придонесе за заштита и зачувување на шумите во регионот на Малишевијата. Во таа насока, особено ќе ни биде од корис и употребата на современиот дрон за мониторинг и справување со шумските пожари, што во рамки на проектот, зашто во рамки на самиот проект се обучени и вработени од партнерските институции. Работата на пожарникарите е од непроценливо значење за општеството, па граѓаните секогаш со воскит и почит гледаат кон оваа благородна професија. Пожарникарите често пати се на предизвикот на сопствениот живот во борбата се спаси друг човечки живот или имот, а затоа унапредувањето на работата на самата територијалната противпожарна единица во Берово и поддршката што во противпожарната заштита ја дава Швајцарската агенција за развој и соработка како наш стратешки долгогодишен партнер во одржливиот развој и заштитата на животната средина е од непроценливо значење во спречувањето на големи катастрофи и подобрувањето на квалитетот на живот на граѓаните на општина Берово. Почитувани присутни, продолжуваме и понатаму да работиме во насока на зачувување на природата и природните богатства, со согласување со европската легислатива и европските вредности, да ја заштитиме животната средина, да ги унапредуваме постојано условите за живот на нашите граѓани и да оствариме реализација на многу успешни проекти, приклучувајќи се кон современите трендови за заштита на животната средина и противпожарната заштита. Очекувам успешната соработка да продолжи понатаму во настапа на унапредување на менаџирањето со противпожарната заштита и заштитата на животната средина, како и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од регионот и ви посакувам пријатен престој во Берово и Малишевијата. Благодарам. Ви благодарам, господин градоначалник. Го поканувам градоначалникот на општина Пешчево, господин Драган Тренчовски, да се обрати пред присутните. Почитувани, заменик на председателот за борба против корупција и криминал, одржлив развој и човечки ресурси господин Лјупчо Николовски, Ваша екселенцијо, амбасадор на Швајцарија во Република Северна Македонија, господја Сибил Сутер Техада, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање, господја Каја Шукова, генерален директор на Национални шуми, господја Јулијана Николова, градоначалник на општина Берово, господин Звонко Пекевски, заменик директор на јавното предпријатие Национални шуми, господја Маре Басова, директор на Дирекција за заштита и спасување, господин Беким Максути, представници од Швајцарската амбасада, програмата за зачување на природата, јавното предпријатие Национални шуми, државни институции, пожарникари, учесници на денешниот настан, добар ден. Ми представува особена чест и задоволство што денес заеднички ги промовираме возилата и опремата за противпожарна заштита како приоритет од регионалниот план за унапредување на шумите во Малишевијата,
кој се однесува на превенција и успешно справување со шумски пожари. Овој план го усвоивме заеднички со општина Берово како стратешки документ, а неговата реализација во соработка со јавното предпријатие Национални шуми ќе ни биде основа за еден поинаков пристап во одржливото управување со шумите, кои за нас се многу важен ресурс. За прв пат во плановите за нивно напредување се земаат во предвид сите функции на шумата и се применува меѓуинституционалната соработка во прилог на нашите определби за одржливо користење на природните ресурси. За општина Пехчево овој проект е од особено исклучително значење, бидејќи после цели 25 години ќе биде формирана истурена противпожарна единица во Пехчево, со што ќе имаме ефикасен мониторинг и побрза реакција во справување со шумските пожари на цела територија на Малешевијата, со што ќе ги подобриме услугите кон нашите жители и истовремено ќе ги зачуваме природните вредности. Шумите се значаен ресурс за регионот и во следниот период заеднички со општина Берово и јавното предпријатие Национални шуми ќе продолжиме со реализација на останатите приоритети од регионалниот план за унапредување на шумите. Бевме решителни општина Пехчево и општина Берово заеднички да се бориме за развој на нашиот регион Малешевијата. Одржливиот развој и користењето на природните ресурси на начин на кој што нема да ја загрозат природата и здравјето на луѓето се наша цврста определба. Затоа заеднички со подршка од Програмата за зачување на природата, Министерството за животна средина и просторно планирање, како и Македонско еколошко друштво, отпочнавме уште еден заеднички процес многу битен и важен за нас, Малешевијата, но и за самата држава. Прогласување на Малешево за заштитено подрачје. Огромните бенефити кои ги нудат заштитените подрачја, како зачување на биолошката разновидност, истовремено економските придобивки на локалното население преку промоција и брендирање на локалните производи, ќе значат Малешево да биде посакувана туристичка дестинација. На крај дозволете ми да упатам огромна благодарност до донаторот Швајцарската агенција за развој и соработка и до координаторот на програмата за зачувување на природата Фармахем,